Прво ќе направиме еден преглед, една кратка анализа на вестите од регионот и светот. Колегата Дејан Андоновиќ со мало задоцнување во терминот односно пробивање. Добро утро. Добро утро, Кристина. Дејан, она што е денеска интересно на меѓународната агенда, конкретно Соединетите Американски држави денеска колеџот треба да ги потврди резултатите за американските избори. Да, се чини дека сагата околу прогласувањето на победникот, односно кој ќе биде идниот претседател на САД, продолжува. Оно што е според агендата и процедурата е дека денеска електорскиот колеџ треба да гласа за исходот на резултатите, односно изборните гласови кои ги добија двајцата кандидати во трката за претседател на САД. Веќе е известно дека демократскиот кандидат Џозеф Бајден ја однесе победата со огромно мнозинство, над 300 електори наспроти 200 отприлика кои ги доби Доналд Трамп. Денеска треба 538 електори од 50 држави во Соединетите Американски држави да ја потврдат победата на актуелниот претседател Бајден. Тоа значи дека тие врз основа на добиените гласови од својата сојузна држава само ќе го пуштат своето електорско ливче со што ќе ја потврдат победата. Кој победил во нивната држава, таа победа ќе ја потврдат. Од друга страна, според процедурата, на 6 јануари треба и Конгресот да ги потврди овие електорски гласови кои денеска ќе ги потврди изборниот колеџ. Но она што е интересно во моментов е дека Доналд Трамп се уште и републиканците, значи и Доналд Трамп, но и републиканската партија се уште не се откажуваат од оспорување на изборните резултати на овие избори, велејќи дека е направена изборна измама, особено преку оние гласови по пошта. Имено републиканците и Трамп најавуваат оспорување на гласовите во 5 сојузни држави кои според нивна некоја проценка може да влијаат на исходот на изборите. Па оттаму ќе видиме како тоа ќе продолжи, покрај тоа што во овие 5 држави пред се Невада, Висконсин, Пенсилванија, Мичиген, таму веќе судовите ги отфрлија приговорите на Доналд Трамп, но Доналд Трамп засега најавува дека ќе го оспорува изборниот процес. Така и неговите поддржувачи се надвор на улиците. Дејан, уште една тема надвор од изборите во САД. Денеска навршува 25 години од Дејтонскиот мировен договор. Една твоја оценка, што направи овој договор со регионот и дали ќе го оцениш ти лично како успешен? Вака, од прилика, тој пред 25 години беше подпишан за да прекине војната, граѓанската војна, братоубиствената војна во Босна и Херцеговина, со што беше и она финалната фаза на распадот на поранешна СФРЈ, се направија 3 ентитети во Босна. Она денеска што се случува е дека имаме судир помеѓу два концепти. Едниот концепт е на Сараево и муслиманскиот, би рекол, дел на Босна и Херцеговина кој се залага за интегрирање на целата територија на Босна и Херцеговина да биде федерација. Од друга страна останува Република Српска, српски ентитет во Босна кој за многумина представува воен плен на Србија, од која Србија не сака да се откаже. Од друга страна, самата Република Српска се помалку ја гледа иднината во Босна и Херцеговина, туку сака да се интегрира со Србија. Имаме тука судир и на геостратешките големи сили, бидејќи се поизвестно е дека Република Српска може би представува некое ново упориште на руското влијание на Балканот. Оно што сите се согласуваат 25 години подоцна е дека иднината на Босна и Херцеговина е единствено иднината во Европската Унија. И ќе кажам една мала оценка на многу аналитичари, а тоа е дека Дејтонска Босна и Херцеговина не представуваше покрив, туку темел за иднината на Босна и Херцеговина. Ќе видиме што ќе се случува во иднина, особено што геостратешките состојби во светот се прекршуваат на неколку точки, на неколку држави во светот, пред се во Босна и Херцеговина и Република Српска. Оно што е индикативно е што денеска
рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров е токму во Босна, веројатно ќе отиде во Република Српска, ќе се сретне со најголемиот заговорник на отцепувањето на Република Српска од Босна и присоединувањето кон Република Србија, тоа е Милорад Додик, па да видиме што ќе се случува во иднина. Во секој случај едно е сигурно, што побрзо се интегрира Босна и Херцеговина во Европската унија, тоа помалку ќе има ризик да дојде до евентуално нови поделби на Балканот. Дејан Андоновиќ, благодарам и за денешната анализа. Утре разговараш со колегата Саша Ордановски во стандардниот термин. И благодарам вас.